Запознајте го Зафир Јованов, уметник кој што го оживува дигиталниот свет преку 3D моделирањето. Покрај креирање на реалистични фигури, создадени од 3D принтер, тој исто така е автор на стрипови и графички дизајнер. Како изгледа процесот до финалниот продукт, односно до реализација на веќе постоечкото дело? Па, како почнам, прво седам на компјутерот, си барам на веб страници како тие Printable Thingiverse, тие се специјални веб страници за 3D принтери. Земам фигура од таму, ја даунлодирам, ја местам после во една специјална програма за спремање за 3D принтање. Па после од USB ја ставам во 3D принтерот и таму кликам едно копче и се почнува да принта и чекам да се спрема. Некогаш чекам до пола сат до сат за фигурата да се спреми, а зависност на колку време, од големината, колку ја местам, до цврстост, колку цврсто сакам да биде. Заинтересираните клиенти каде би можеле да те пронајдат, односно на кои места веќе се промовираш ти, одиш по доста настани, дали може да споделиш на кои настани веќе беше, промовирајќи ги овие фигури и кои се следни, што се очекува? Прво, највишето луѓе може да ме најдат на Instagram акаунтот Dark Knight 3D Print. Во година сум учествувал на многу пазарни настани сегде низ Скопје. Би направил свој таква 3D печатена работилница, кај што можат луѓе така исто да учествуваат, да си бојат своји фигури. Јас ќе ги нудам и фигурите, и четките, и бојците. Луѓето само да донесат довербата и мотивација за да учествуваат. Дали постои опција, доколку некој клиент е заинтересиран, да ти испрати фотографија на интернет од тоа што би сакал да се 3D испечати и ти да можеш тоа да го направиш и да се донесе таа достава до неговиот дом? Да, секако. Може да ми пратат сликата и јас ќе ја претворам во 3D модел и ќе испечатам да и може да им донесам по достава кај нив. Покрај веќе 3D моделирањето, кое што е доста популарно за тебе, каде што се знае, дали изработуваш и некои други работи како дизајнер, како уметник, во кои се области се е запознат Зафир Јованов? Тоа е добро прашање. Па не се занимавам и само вака 3D и плюс како графички дизајнер, се правам логоа, визит картици, брендирање, идентитет за фирми и плюс слободно време како илустратор цртам стрипови, цртежи за изложби и многу друго. Дали би можел сега да ни покажеш практично како изгледа 3D принтањето, односно преку компјутер да се обидеме да изработиме една фигура? Прво го уклучувам 3D принтерот, сега местам од тоа UX-от, за која фигура сакам да одберам да се принта. Ја бирам таа, па сега чекам неколку секунди за принтерот да се спреми за принтање и после аутолевинг прави, да се меси точна големина, колку фигурата да биде, колку време. И после само се принта и толку чекам доека се спреми. Сега доаѓа еден интересен така наречен празник, односно celebration, што велат, што е познато веќе во странство како Халоуин, и што ти спреми за оваа сезона, односно есента надоаѓа, лисијата веќе стануваат во нивните портокалови бои, карактеристично е тиквата, мачето кој што го чуваат обично по дома како своје милениче и сите оние бои на есента. Што се случува со тоа? Кои фигури се символични за тоа? Јас спремам специјални фигури, по празниците, како Халоуин, Нова година, Великден. Сега дека есента се доближува, Халоуин се доближува. И ние сега имам спремено специјални фигури за Халоуин, духови, тикви, мачки и многу друго. Дали може некој од овие да се модифицира како привезок, можеби? Например, тиквата која што ја држиш во рака, тоа е премногу убава. Дали би можел некој да искористи како магнет да се спои или како привезок? Да, можете и да се направат како привезоци. Например, овој ми е сега подметач за Халоуин, ама би можел да се модифицира како привезок, магнет за фрижидер и многу друго. Кои се други фигури за Халоуин? Други фигури од Халоуин, сега духов, ова е како специјално гледаш, финтата е кај што ставаш свеќа тука под него да личи како свети
И тука може си ставаш бомбони за луѓето. Луѓето поише, нели сега кога по настани учествувам и барат поише Star Wars работи и затоа еве одлучи да направам поише Star Wars работи. Ова фигурава што ја имам тука е Дарт Вейдер, еден од главниот лик во таа франчиза. Мене лично најмногу ми остави впечаток пеперутката, која што мислам дека е доста атрактивна за многу девојчиња, која што ти имаш премногу голем избор што луѓето би можеле да изберат.